Кога ќе се спомне модна критика во Македонија, едно име веднаш испливува на површината – Сергеј Варошлија. Без разлика дали се појавува на црвен тепих, во телевизиско студио или на јавен настан, неговото присуство никогаш не останува незабележано. Со остар поглед за детали и непогрешливо чувство за стил, тој станува еден од најпрепознатливите и највлијателни модни гласови во регионот. Сергеј е познат по тоа што нема влакна на јазикот. Неговите критики се директни, искрени и секогаш конструктивни. За него модата не е само естетика, туку културен израз и едукација. Ако некому му кажувам на грешка, тоа е за негово добро, не за да го понижам, вели тој. Сепак, многумина го сваќаат погрешно и се навредуваат, заборавајќи дека зад секој негов збор стои искрена желба да ја подигне модната култура кај публиката. Тој не се плаши да каже кога нешто е промашено, било да е во изборот на гардероба, несоодветен стајлинг или лошо вклопени бои. Но исто така, тој знае да пофали кога некој навистина направил моден погодок. Оваа комбинација од тврд критичар и мек поддржувач му донесе голем респект, дури и од оние кои понекогаш се чувствувале на удар од неговите зборови. Со својот претходен телевизиски формат направи вистински моден бум, гледаност, реакции и дебати кои траеа со денови, а од септември јавноста повторно ќе има можност да го следи во ново телевизиско издание на каналот кај Лазаров, каде повторно ќе го споделува своето знаење и страст за модата, но и ќе отвори нови теми кои одамна бараат гласен критичар. Во нашата рубрика 10 ама му поставивме неколку провокативни прашања. На тема Мадона призна дека е фасциниран од нејзината способност секогаш да биде релевантна. За Лазаров пак зборуваше со огромна почит, истакнувајќи дека го цени неговиот професионализам и креативна визија. А за уроците и чадењето, со насмевка рече дека има своји методи да се заштити. Сергеј е личност што не може да ја игнорирате. Може да не го сакате, да се лутите на неговите критики, но не може да не го почитувате, затоа што во свет каде многумина се плашат да кажат што мислат, тој зборува гласно и јасно. Модната сцена без Сергеј би била далеко помалку возбудлива, а со неговото враќање на телевизија оваа есен, едно е сигурно, ќе има за што да се зборува. Сергеј, добре дојде во рубриката 10 ама, нашата најгледана рубрика. Да видам како ќе се снајдеш, дали си подготвен? Ајде. Не знам. Прв пат ми е. 10 ама е уроклива. Кец. Зошто? Затоа што не поднесувам луѓе со негативна енергија и што се урокливи, зашто тоа се пак сузи живи, така да немам нити живци, нити трпение да трпам некој што е уроклив или што црпи мојата енергија, што ја цица, така да онака нула, ама каков кец. 10 ама носи тенеки. Тенекето се поправа. Така да се додека не мириса на клучеви и на паричка, може да биде и 9. Тоа е окей. 10 ама не ја сака Мадона. 5. Заради тоа што не можеш ти за луѓе од иконографски карактер. Не е битно да е Мадона. Ако не ја сакаш ти Мадона, или ако не знаеш за Мадона, треба да објасниш зашто. А не можеш да не ја сакаш ако може да не си фан на таа музика, меѓутоа не можеш да не ја сакаш. Што има да ја сакаш или да не ја сакаш во суштина некого што не познаваш. Треба да си упатен во нечија кариера и што таа личност направила. Така да ќе се потрудам, ќе има 5, меѓутоа ќе се потрудам ако сака да биде доедуцирана, затоа што ако не ја сакаш ти Мадона, Мадона е, не знам како да кажам, мајка на поп културата во 80-тите и 90-тите години, така да апсолутно имаш еден дисреспект према самата поп култура. 10 ама оди со масна коса. 5. Коса се мие. Образ не се мие. 10 ама не го сака Лазаров. Исто како со Мадона. Сега не е дека Лазаров е Мадона, ама не можеш да не сакаш некого што не го познаваш и не можеш да не сакаш некого што се труди многу.
А тие што некого не сакаат, пообично се најголеми фанови на истиот. Сите тие што ќе кажат дека него сакаат Лазаров, јас сум сигурен дека го пратат у секој чекор, онака дури маниакално. Сите што ќе кажеш ти дека не ме сакаат или ме мразат мене, јас сум сигурен дека се тие најголемите фанови, заради тоа што во такво екстремно несакање на некого, тоа е еден вид на обсесија. А во психологијата тоа е еден чуден вид на обсесија, кога ти се фиксираш во една личност која што не ја познаваш и при тоа имаш право да кажеш дека не ја сакаш. Не можам да кажам и на крај што има да го сакам, да се сакаме. Треба да се почитуваме. Стефан е толку вреден и треба да му го почитуваш трудот. Ја не сум фан на Ким Кардашијан, сме го збореле. Јас и ти ова пред 9-10 години, така? Апсолутно. Ама што има ја да кажувам, дали ја сакам Ким Кардашијан? Што ми е мене Ким Кардашијан? Ништо не ми е у животот. Мене ме нервира Ким Кардашијан што ја скина на Мерлин Монро фустанот, што мораше да си го напика тој фустан. Жено, значи, крава си, не си за тој фустан, носи реплика од истиот. Зашто мораше да уништиш едно иконографско парче? Тука покажува една себична, карактерна особина, која што е за мене многу брутална, немаш респект према некои парчиња што се музејски. Тоа ти е исто како да земеш тој фустан е многу специфично скроен, многу специфично направен, не за џабе е кастомейд, има цела техника, не е тоа хула хопка со камења. Има како е направен и за кого е направен. Тоа е музејско парче. Тоа е исто како да земеш недовршена слика или довршена слика од музеј, некако си Рембрандт или некако си Леонардо, па ти да си ја доцрташ со графити одозгора. Мислам едноставно, меѓутоа па не можам да кажам дека ја мразам. Значи, знае да прави одличен публицитет од себе и на крајот од денот им знае да заработи. Ја сакал, не е гајле, така да и на Лазаров и на Мадона име гајле, дали и на мене, дали некој не сака или не сака. 10 ама не сака да ја исчадиш. 10 ама ќе ја исчадам. Нема тук, ќе биде исчадена. Така е. 10 ама носи тртка, бемка, пуфка, како ги наредиш ти таму тие? Одма, не знам, некоја тројка, со тоа што повторно тоа се коригира. Тоа тртка, бемка, пајак, пуфка, трепка, пердув, сите тие работи, тоа се све елементи кои се тргаат. 10 ама има пораснат корен на косата. 9 корен се фарба. Или може да е намерно. 10 ама нема стил никаков, еве. Нема осет за стил. 5 со упатство за употреба, ќути и не се меше таму кај што не знаеш и дозволи да стилизираат. И не се меше тоа што не треба. И за крај, не можам да не те прашам, 10 ама вози пунто. За таа изјава онака 0. Зошто ти сакаш само луксузни автомобили? Не ради пунтото, ради таа изјава. А немам ја проблем ни со точак, ни со моторче, ни со пухче, ни со пунто, ни со лимузина, ни со Мерцедес, ни со тоа човекот што какво возило вози во моментот, тоа не го прави подобар човек. Исто така како што подобро облека не те прави подобар човек, те прави само да изгледаш подобро. Ама ако си гнаса, ако си гад, ушто и да си гачен ти е џабе, а ако си добар човек, дури да си и во трабант, нема проблем. Така да, тоа е тоа. Сергеј, ти благодарам. Благодарам, уште еднаш га поздрав.